Неполитички организации на земјоделци кои ќе ги представуваат нивните права, туку партнери на државата во носењето на регулативата и евалуирањето на законските процеси му се потребни на македонското земјоделство за да биде развојно и конкурентно, истакнаа експертите на денешната работилница за семејни фирми. Како што изјави националниот консултант Љубомир Димовски, политичката компонента мора да се тргне настрана и да се направи анализа на ефектите од досегашната финансиска поддршка во земјоделството врз основа на реални показатели и индикатори поврзани со спроведувањето на државните мерки. Според Мортен Хартвиксен од регионалната канцеларија на ФАО, на семејното земјоделство му е неопходно посебно внимание и поддршка. На семејното земјоделство, кое е клучен ресурс за постигнување одржлив економски, социјален и еколошки развој, му е неопходно посебно внимание и поддршка. Во Македонија, 87% од вкупната вредност на земјоделското производство ја продуцираат токму малите фармери. Малите земјоделски стопанства се важен сегмент и во глобалната агенда за развој на ФАО, со оглед дека целта 2 предвидува нула глад и налага до 2030 година да се удвојат продуктивноста и приходите на малите производители на храна и семејните фарми. Министерот за земјоделство Љупчо Николовски укажа на клучниот предизвик со кој според него се соочува македонскиот аграр. Мали, фрагментирани површини кои го ограничуваат производството и го прават неефективно, нерентабилно, недоволно квалитетно, а и континуирано ја загрозуваат одржливоста на земјоделската дејност. Малите производни капацитети на овие стопанства, посочи Николовски, ја ограничуваат и примената на современата технологија, а моменталната техничка опременост е недоволна или застарена. Кои ќе генерираат целосно искористување на развојниот потенцијал и капацитет на земјоделскиот сектор преку зголемување на земјоделските површини и приноси и преку подобрувањето на квалитетот и безбедноста на земјоделските производи. На тој начин ќе се зголемат приходите во сите семејства кои што се занимаваат со земјоделство и со сточарство. Но за ова да се постигне како цел, неопходна е постепена трансформација на постоечката неповолна структура на земјоделските стопанства во насока на специализирано пазарно ориентирани земјоделски производители кои ќе употребуваат современа техника и технологија во производството. Ќе произведуваат производи со висока додадена вредност и квалитет кои што ги бараат пазарите. Просечната големина на земјоделското земјиште во Македонија по стопанско земјоделство според ланските податоци е 1,8 хектари. Околу 60% од стопанствата обработуваат помалку од 1 хектар површина, а околу 20% 1 до 2. Најголем дел од парцелите се помали од 0,2 хектара. При тоа, индивидуалните стопанства поседуваат повеќе од 80% од обработливото земјиште, а остатокот е во државна сопственост.